Добар ден, Симона. Добар ден за гледачите на Македонија наутро. Да, токму така, Агенцијата за иновации, научно-технолошки развој и предприемништво инова по 6 месеци од формирањето веќе најавува амбициозни чекори за поддршката на иновациите и предприемништвото. За досегашните активности и плановите што следуваат, утрово во Македонија наутро разговараме со директорката Даниела Димовска. Директорке, добро утро и добре дојдовте во утринската програма на јавниот сервис. Добро утро, благодарам за поканата. Поздрав до сите гледачи. За почеток, веќе 6 месеци Агенцијата Инова функционира како дел од институционалниот систем. За нашите гледачи, што представува Инова и каква улога има во иновацијскиот и предприемачкиот екосистем во Македонија? Агенцијата за иновации, научно-технолошки развој и предприемништво представува новата институционална алка во предприемачкиот и иновацијскиот екосистем. Преку оваа агенција се воспоставува функционален модел кој стратешки ги поврзува владата, академската заедница и бизнис заедницата. Со формирањето на Инова, всушност корисниците и потенцијалните, односно идните корисници, ќе можат целата државна поддршка да добијат на едно место со цел да оствариме полесен и попрактичен и поквалитетен пристап до услугите и информациите. Инова веќе настапува многу активно и амбициозно, како што може да забележиме од сите ваши досегашни активности изминативе 6 месеци. Кој пристап го воведовте за да се постигне ова темпо и видливоста, но и како успеавте за толку кратко време од 6 месеци да реализирате бројни иницијативи? Видете, мојата улога како директор е менаџерска. Ги поставувам целите, организирам и носам одлуки. Меѓутоа, клучот е во тимската работа. Инова ја градиме како модерна институција, каде што се ангажирани голем број на млади, компетентни и мотивирани професионалци, каде што заеднички ја креираат целата агенда, целата работа и ние така всушност успеваме да креираме програма, да градиме партнерства и воедно да реализираме конкретни активности. Ние од самиот почеток настапивме со отворен пристап, не сакавме да бидеме институција која што ќе биде фокусирана само на администрација, ја префрливме целата работа отворено на терен и заедно со експертската помош која што имаме преку ангажирање на квалитетни и универзитетски професори кои што имаат долгогодишно искуство во оваа област, ни овозможува да нашите одлуки, нашите стратешки приоритети да бидат одржливи за воиднина. Неодамно имавте и настан за промоција на грантова шема за поддршка на зелени бизниси. Може ли да ни кажете нешто повеќе околу оваа иницијатива? Кои се зелените бизниси што ги опфаќа оваа програма? Токму така, неодамна, заедно со премиерот и со евроамбасадорот, направивме една промоција на проектот Грантова шема, поддршка на зелените бизниси, каде што го промовиравме овој проект во вредност од 25 милиони евра, од кои 18 милиони евра се поддршка од Европската унија, додека пак 7 милиони евра се наше учество, односно буџетски средства. Преку овој проект ќе се поддржат над 300 компании во период од 4 години кои што се реално спремни за зелена трансформација на нивните бизниси. Грантовите ќе се движат од 5 до 300.000 евра и кофинансирањето на компаниите ќе биде од 20 до 50% учество во зависност од инструментот. Во моментот се подготвува нашиот тим да тргне на терен низ целата територија на нашата држава со инфокараван, каде што потенцијалните корисници на грантот ќе можат да ги добијат сите детални информации што ќе бидат поврзани за проектот и како може да аплицираат, за што ќе биде наменет и така натаму. Директорке, чином минатата недела се вративте од Загреб, од Хрватска. Што беше целта на вашата посета во оваа држава? Видете, нашата
цел е Македонија да прерасне во регионален центар на иновации и предприемништво. Докога ги следите нашите активности, ќе видите дека уште пред да реализираме нашата посета во Хрватска, ние сме во постојани средби со амбасадорите кои што се представници во нашата држава и најчесто разговараме на теми кои што се актуелни лично за нас, односно за економско поврзување со институции налик нашата во другите држави со цел да обезбедиме заедничка соработка и пристап до европските, односно меѓународните фондови. За таа цел ја реализиравме посетата во Хрватска, каде што посетивме многобројни институции кои што се од оваа област, како иновативни центри, истражувачки центри, меѓутоа најзначајно за нас беше потпишувањето на меморандум со Хамак Бикро, тоа е Хрватската агенција за мали и средни предпријатија, иновации и инвестиции, така што со нив договоривме на почетно ниво на соработка и во периодот што следи ќе имаме една интензивна соработка. Они има некоја слична ситуација како нашата, меѓутоа малце поодамна, има спојување на две институции што се воспостави како добар модел во Хрватска и еве сега нели истото тоа се случи и кај нас со спојувањето на двете институции и креирањето на Инова. Исто така во Хрватска би сакала да напоменам на покана на нашиот амбасадорот на Република Македонија во Република Хрватска, почитуваниот Драган, бев поканата да учествувам на македонско-хрватскиот бизнис форум, што сметам дека е навистина убава иницијатива од страна на амбасадорот за мрежување на нашите компаниите од Хрватска и потенцијални можности за да донесеме инвестиции во нашата држава. Оно што е актуелно периодов е формирањето на Советот за иновации, научно-технолошки развој, но и предприемништво. Што е неговата улога и што ова значи за развојот на Инова? Токму така, тоа е едно значено тело. Во понеделникот се одржа конститутивната седница на Советот за иновации, научно-технолошки развој и предприемништво. Председател на Советот е председател на владата, професор доктор Христијан Мицковски, што дава една огромна тежина и членови на Советот се Министерката за образование и наука, Министерот за дигитална трансформација и Министерот за економија и труд, како и уште еден представник од канцеларијата на председателот на владата и тројца надворешни експерти кои што беа избрани на јавен повик и за наша среќа тие се универзитетски професори со огромно искуство во оваа област, што сметам дека многу ќе придонесат во работата на Советот. На самата седница, покрај деловникот што се носи на конститутивните седници, се донесе 4-годишната програма за потикнување на иновациите, научно-технолошкиот развој и предприемништвото, што за нас представува еден стратешки и основен документ, бидејќи врз основа на таа 4-годишна програма ние ги носиме годишните програми за работа и делување на нашата институција. И директорке, за крај на нашиот разговор, кои се следните чекори и приоритети на Инова? Воспоставување на функционален модел, потикнување на предприемништвото, реална поддршка до компаниите, сите активности ќе бидат сведени на постигнување на оваа цел и секако на главната и клучна цел Македонија да прерасне во регионален центар за иновации. Сметам дека со јасно поставени цели, со добра и тимска работа, дека Македонија има навистина голем потенцијал за развој во оваа област. Ви благодарам што утрово бевте дел од утринската програма на Македонската телевизија. Благодарам на поканата. За сите активности, но и сите следни активности што ќе ги реализира токму Агенцијата за иновации, научно-технолошки развој и предприемништво Инова, утрово во Македонија на утро разговаравме со директорката на агенцијата Даниела Димовска.